Слава ти, Господе Исусе Христе, ти благодариме. Ја озвучуваме оваа книга Друм за Македонија, Тихомир Стојановски. Тоа сум јас, професор на Факултетот за драмски уметности. Пишувана е пред 30 години, кога почнав, тоа е првата моја книга која слезе под духот од Таткото Небесен Исус Христос, која ги објаснува македонските битки и искушенија и тоа се она што го прави сатанскиот, ѓаволски свет сценарио да се избрише Македонија и македонците, затоа што го нервираат како двата народи кои се запишани и се носители на Исусовото доаѓање, евреите старозаветно до распнувањето на Исус, а потоа македонецот кој го повика апостол Павле, отпосле би со оглед на тоа дека новиот завет е напишан на кој не царскиот македонски антички јазик. Овие се текстови кои се слезени по духот за македонското бесилие. Чекорам еден македонски ден по басамаците на Министерството за култура на Република Македонија. И тој успеа се загна со парите, служејќи му на Мамон да го промени изнасилено името. Народот не се согласи. Не можеш ти насила да ме променуваш. Ме натиска некакво бессилие. Горе во некој од ајчињата ме чека средба со некого, со кого ќе мораме да си погледнеме во очи како македонци, па потоа и како луѓе, и да се опитаме, да се запрашаме, да се опитаме во која насока ќе суштествува македонската култура. А ние имавме добри односи, ние имавме единствен театар, тоа го кажаат министри за култура, кои е равноправно со професионалните театри. Скрбиутеха се возобнови 88 година. Ти успеа да ги укинат сите средства, да не сведат на заради содржината на представата. Како и да е, сега работам во еден духовен реален театар. Ние сме во состојба кога го чекаме долго најавуваниот закон за културата. Тие укинаа македонски институции, а од друга страна направија институции на друг јазик и ние финансираме култура на тук народ, а тој не го знае македонскиот јазик. Закон со кој можеби нешто ќе се среди во културата, ќе се озакони. Можеби ќе помисли некој неупатен дека досега во таа култура владеело беззаконие. Владеел синдромот на лојалност или пак синдромот на балканскиот фамилиарен комплекс. Инаку во македонското општество единствена вредност се племенски, да припаѓаш на некое племе и да си член на партијата. И така се гуши македонскиот даруван дух преку Исус Христос на луѓе што се вредни, така ти остануваат на маргините. Односно, кој смее, кој не смее да се бави со културата. Тоа беше преминато од соцреализмот во демократско, сега настана хаос. Дури и кога се крадеше од министерството, никој не одговараше. Една жена си го сликаше прстот за да не оди в затвор и ја продаде татковината. И тогаш ми се истркало удолу по скалите тој немирен збор бессилие. Плесна на подот во Министерството за култура и се преполови на два збора. Се подели на бес и сила. Се половиноса. За волја на вистината, мојот студент, поранешен Љутков Зоран, е сега министер, не конкурирам. Тој сигурно се сеќава, му понудив да игра во театар Скрбиутеха, прифати, оти се плашеа, децата ги плашеа. Но тогаш не ми одобрија премиера и му се извинив, јас се сеќавам толку. Значи, без силие, без и сила, да го оставиме бесот сега, за да ја разгледаме силата, да не се лутиме, да бидеме веселковци. Со песна да ги победиме незнабожците, да го запознаеме зборот сила. Обично Дионис, најмладиот Зевсов син, го среќаваме на амфорите насликан со неговиот воспитувач Силен. Силени пак се демони со дива природа. Видите, во христијанството демони се духовни суштества кои не се во Исус. Разграгорени, груби, другаруваат со нимфите и го следат богот Дионис. Но Силен, воспитувачот, за разлика од нив, нема конски уши, опаши нозе, туку е добар и мудар. И ова е опишано во Светото писмо, во Стариот Завет, дека демоните направиле нова раса, оплодувајќи се со ќерките човечки, и се добиваат тие така наречени титани, джинови. Значи, тој е добар и мудар, за разлика од Силените, нема големи очи, влакнесто тело, огромен фалус, туку е учител и пророк.
ги воспитувал боговите и хероите, тоа е пред да се појави Исус, така дури и Сократ, оној кој сократува, или спореди со Кратер и Кратово, Аристократово, Сократово, Сократ го викале силен, оти бил силен. Силен се разбира со знаење, со мудрост, со дух, а силените биле силни по сила. И ние македонците и ден денес велиме за оној кој не е слаб, тој е силен. Па понатаму во третиот том од речникот на македонскиот јазик ќе го сретнеме со зборот сила, нели способност за умствени сили или сила која не движи напред како националната култура, или пак зборот силав, кој архаично значи појас за оружје. Ние имавме моменти, например, се финансираат книги, јас имам 17-18 години добиено книги од Министерството за култура, за авторска книга, бидејќи ги критикував. Да, јас ги критикував. Јас му служам на Исуса, не му служам на земни, на вашите слепи водачи кои ве водат во јама, сигурно. И силените биле силни по сила, и ние македонците и денес велиме за оној кој не е слаб е силен. Нели? Па понатаму се насилуваат силен, силење, силеджија, силина, силник, силно, силнички, силовит, силос, силува, силум или метафорички силуета. Така, например, силените извршувале насилие со своите огромни фалуси и силувале затоа што се силни. Практично тие тогаш ги расплодувале луѓето и демоните и се направени тие змејови и разни хидри и такви натаму животни. Чекорам така од тоа безсилие по министерските басамаци си го подсилувам тој долго најавуван закон за култура. Ние секогаш водевме војна со нив, значи се никогаш не рекоа дајте да им дадеме на луѓето да работат. Ке не скарате со бугарите, со грците, со албанците, и тие сакале да си прават театар. Денеска ни го укинаа театарот, отворија не знам колку институции на албански јазик. Немам ништо против јас тоа. Имаше и претходно. Но, тие не го сакаат македонскиот јазик, не знаат македонски. Новите генерации се прави практично одцепување на дел од територијата. Тоа е основната суштината на тоа. Закон со кој најнакрај ќе се озакони и македонската култура. Кој испуштив зборот закон од првиот кат на Министерството за култура на Република Македонија, успеа тој Кукурајко лажот да побегне во Дубај, ги украде парите, земал пари мито, го продаде народот, изнасилувајки, народот не сакаше да си го смени името, го испуштив да му не измерам силата, зборот закон, тресна и плесна на подот со сета своја силина, почувствував благо тресење, зборот малку се растрепери, но остана целовит, не се скрши, не се преполови, само ја додржа древната цврстина, закон, законие, коине, пак е јазикот кој воведе Александар Македонецот, на кој е напишано и Новиот Завет на Светото Писмо, официјален во својата империја, Македонско царство, составен најповеќе од македонски и персиски зборови, коине, законие, беззаконие или коине. Озаконет со законот на македонецот Александар стана коине, односно законие или законие. Така подзасилен од древниот македонец силен, и од коинето или законието на големиот македонец Александар ги искачувам басамаците на Министерството за култура. Горе во некој од одајчињата ќе морам еден ден да си погледнеме во очи како македонци, како луѓе, како етнитети на македонската национална култура. Денеска скрби и утеха не добива воопшто пари, ниту конкурирам. Бисерот, има еден стих, не го фрлајте бисерот пред свињите. Свињи се луѓе кои се враќаат во својата изворна телесна природа. Песот се враќа на блуеницата, свињата во калта. Скрби и утеха направи многу работи. Архивата што сме снимиле ние преку 1000, можеби на 2000 одат документарни приказни се во ману. Ако ги употребите ги. Крајни времења сме, не знаеме што ќе биде. Наскоро ќе дојде Исус Христос и сите ќе одговараат. Сите постмакедонски идентитети, бугари, срби, грци, албанци, словени, натосани европејци. Зошто сакате вие да ја уништите Македонија? Во прилог на подсилувањето и на законите, чекорејќи по басамаците на Министерството за култура, низ глава ми мина неодамна одржаната трибина за македонската театарска критика.
Во еден дневен весник како известување за настанот се споменуваат како учесници на трибината поранешниот министер за култура, поранешниот директор на еден од скопските театри, поранешниот директор на македонската телевизија и еден од доајените, ветераните, старешините на македонското глумиште. Така нас обичните луѓе не нема во тој запис за горе споменатиот настан. Не суштествуваме, не сме биле присутни, не сме рекле ништо за таа критиката. Тогаш имаше еден соцреализам, тој беше премин. И така чекорејки по скалилата на Македонското министерство за култура, вика, не може приватен театар, не може приватно. Ние имавме и приватна телевизија едно кратко време, но рипнаа сите да ја сничкоса. Тогаш беше Томе Костадиновски, нека е жив и здрав. Од маак. И така чекорејки по скалилата на Македонско министерство за култура се преиспитувам себе си, дали сум бил на трибината, дали сум кажал нешто или како што тврди дневниот вестник, не сум бил. Няма македонци. Како бе няма ме гледаш, охи македонци, кукуноне македонци, нема тих македонец. Само македонците ги има. Само тоа што е во мене суштествува, постои, вели Исус. Во Светото писмо постои Македонец, Македонија, благодата Божија дадена на црквите македонски. Нема никакви други идентитети постмакедонски. Но сепак снимениот говорен материјал на новинарскиот диктафон е трак кој ќе обстојува. Додека не се избрише и е фактички доказ само живото слово Исусово не се брише, но ке скасонував еден сон, пред мене стоеше еден човек, македонец, кој ме молеше и ми велеше дојди во Македонија и помогни ми. Ете, затоа не можете постмакедонски идентитети, бугари, срби, грци, албанци, натосани европејци и сите други, да ја избришете македонската култура. Поранешниот министер и поранешниот директор не се додржаа. Не издржаа до крај на дискусиите, рекоа што рекоа, поседоа троа да чујат од другите додека им звонеа демократските пејджери и си заминаа. Меѓу последните зборуваше доајенот, последниот македонски Дон Кихот, кој се обидува да го одбрани македонскиот литературен јазик под притисокот на демократските граѓански пирамидални состави. Денес имаме студенти на УКИМ кои не го знаат македонскиот јазик. Пазете, каква е таа аномалија, зашто ние ги финансираме? Што финансираме ние туѓа култура која не ја признава твојата? На државата без име, без знаме, без национална платформа, на земјата која се гонат македонистите, ограбена од новодемократските комунарџии, од уште комунистичката варијанта на македонската историја, од новите силени, од новите закоиновци, беззаконовци, од уставно, неуставно толкувачи на граѓанисувањето. Како да се брани тој пуст јазик, да не речам, да богодаруван македонски јазик на земјата која името и знамето и историското минато и се состојба на предавство и продавање, зошто никој не го гони бегалецот во Дубај? Питата е изедена, ама тепсијата 100. Гревот 100, бесинко. Кој ќе плати за тоа? На Балканиот гнасен македонски пазар, балкански на македонството. Македонци мои. Чекорам така во придружба на умниот силен на очекувањето дека коинето на Александар, законот конечно ќе заживее во контекстот на одбрана на националниот македонски идентитет. Еден културен македонски ден, додека чекорам по басамаците, се надевам на националната македонска култура. Тие денеска Северна Македонија, па сега албанците кренаа, тие прават голема држава. Големиот спонзор Америка. Заради платени состојби со парите, веројатно од дрогата. Само тој народ има право на човекови права. Од Црна Гора, Србија, Македонија, Косово, Грција. И прашање на момент кога ќе треба да се наплати тоа. Кога ќе си замине Езевула од Скопската тумба, таа веќе е замината, дојде друга или како ќе биде. Еден културен ден, тука некаде на тие министерски скалила, силен го прекршува безсилието. Со некого ќе мораме да си погледнеме во очи таму, во тие закони, или басамаците имаат две патеки, македонци мои. За волја на вистината, сега, пошто имам забрана 10 години за влез во Пиринска Македонија,
Оти одржав говор им реков да ги признаат македонците, да ги отвориме границите и да живееме како христијани и пријатели. Тоа што ми кажа Духот Исусов им пренесов, сега гревот останува кај нив. Имам забрана од лани 10 години за влез во Пиринска Македонија, на македонскиот полуостров. Во таа Болгарија која има турски збор, што значи збирштина за име и за идентитет. Забранет му е влез на адвокатот Тони Менкиновски кој ги брани Омо Илинден Пирин во Страсбург. И тоа исто еден скандал, рипна државата, се побуни. И јас би ги замолил да се побунтуваат, да не бранат и сите други кои имаме забрана. Во Бугарија, во Грција, во Егејска Македонија, Ташко Белчев, не му беше дозволено професор, доктор на науки, да оди на погребот на својата мајка, вратен од граница. Ташко Јованов неколку пати исфрлан како партал од автобусот, понижен. Државата, дали ќе се заложи или вас ве интересираат само колку пари ќе успеете да отчепите, да отцепите? Дали знаете дека покрај парите, идентитетот на своите деца му оставате гревови кои ќе треба да ги плаќаат? Македонија е земја на Исус Христос. Марш, сатано, од Македонија во името Исусово. Не можете да ја сничкоцате Македонија. Таа е еден од двајцата сведоци кои ќе воскреснат покрај Израел и Македонија. За секогаш Исус, на секаде Исус, во секое срце Исус. Амин. До Царството Божјо. Амин. Благодатта Божја дадена на црквите македонски. Ке дојдам при вас, откако пропатувам по Македонија. Оти ке минам низ таа, таа возлюбена Македонија. Амин.